за можноста. Ја би се обратил кон граѓаните. Вчера имав една кратка реплика кон пратеникот Зендели, но би сакал да продолжим малце поедноставно да објаснам на граѓаните за што се работи овие 2 дена, би реков. Значи, едноставно у една реченица е партизација на комисијата. Треба да знаат сите граѓани дека Фадил Зендели до вчера одговараше на власт, бидејќи беше дел од пратеничката група, беше дел од власта и беше добар кадар да биде потпредседател, добар кадар беше да биде пратеник, добар кадар беше да биде пратеник. Но наеднаш не треба да биде ниту член на комисија. Оваа комисија, почитувани граѓани, ќе одлучува кој да биде уставен судија. Но до вчера Фадил Зендели можеше да одлучува кој да биде, но денеска веќе нема да може, односно од кога ќе излезе власта да гласа, бидејќи не е под нивна контрола, би рекол вака. И затоа е партизација целосна. Дали е деловнички, дали не е деловнички, е на сила. И тоа е проблемот. Најголемиот проблем е што на сила пробувате да го смените човекот што седи овде, човекот што е компетентен и што може да помогне. И би дал еден пример за граѓаните, така народски, да не подразберат. Може да има предлози од сите партии на таа комисија за уставен суд. Еве, јас ќе си дозволам, нема ми замери професорката Гордана Силјановска-Давкова, јас спомна во медиумите, иако морам да потенцирам диту има желба, тука се пронаѓа и така натака, да биде кандидат за уставен суд, да речеме. Зашто да речеме пратеникот Зендели да не може да гласа за професорката? Истакнат правник, еден од најдобрите експерти во Македонија, што ја знае уставната категорија, и никој од вас ке не може да каже ниту еден збор. Но хипотетички, вие не дозволувате на пратеникот Зендели утре да се произнесе. Знаете ли зашто? Зашто пратеникот Зендели ке не може да најде ниту една негативна работа за експертот, еве да речеме во овој момент хипотетички Гордана Силјановска-Давкова. Може би некој од вашата страна. Но целта што е? Целта е тој што ги кажат од штаб и да си поделите заедно со ДУИ или со некој од вашава коалиција кој да биде на тие позиции. Многу едноставно, многу е просто. И затоа граѓаните треба да знаат, на сила го прават ова. Иако велеа на изборите дека ја разбрале пораката, дека знаете дека нив веќе наеднаш нешто ново ќе се случува, па ново раководство или не знам, нови ветри, нема ништо. Ова го правите веќе 5-та година и никога да допре до вас. Но тоа е ваша работа и нема да ви се мешам, граѓаните треба да судат, затоа и пробувам многу едноставно да го објаснам. Значи, не да ги избереме најдобрите експерти во оваа држава, каде што не представуваат по цел свет, како што е професорката, каде што секогаш аргументирано за се зборува. И не само Гордана Силјановска, извинете што го кажувам вашето име, но има и други такви луѓе што никогаш нема да стигнат во таа комисија. Знаете зашто? Зашто мора да бидат членови на СДСМ или на некоја друга партија. И тоа е целта на се ова што се прави ден-два, можеби и повеќе денови. Но што е поинтересно, што ова требаше да стане главна тема во медиумите овие неколку дена. И многу симптоматично, Кацарска излегува како потпарол на власта и ова го најавува што треба да се случува во собранието. Ај што излезе Талат Џафери кажа на медиуми, па после неколку дена го промени своето мислење, тоа го гледавме во зајавизмот. Знаете, таков ви беше премиерот, сега си продолжувате по старо. Но што е проблемот? Не може главна тема во држава, уставен суд, да продуцира во јавноста и ние тука да бараме начин како тоа, односно председателот да бара начин како тоа неделовничко да го направи, кога комисијата може да се закаже во секој момент. Еве пред една недели господинот Талат Џафери закажа комисијата за транспорт и врски, бидејќи јас бев одсутен. Значи има можност. Сега, кој има мнозинство и кој нема мнозинство е сосема друго прашање. Но таа можност ја има Талат Џафери. И јас не можам да се бунам. Он може утре да свика комисија, да ги избереме уставните суди, но проблемот кој е? Е пратеникот Зендели, зашто нема да ве послуша. И затоа треба граѓаните да знаат дека е многу едноставно и тоа е целата суштина. Но зашто станува ова главна тема во медиумите? Зашто немате што друго да се пофалите. Немате со што друго да излезете пред граѓаните и правите некои теми дека е блокирано собранието. Апсолутно не е блокирано. Утре закажете, сега закажете. Сега ќе има кворум, и јас сум заменик член, не знам и другите колеги. Сите ќе дојдат, а ако има квалитетни кадри, бојрум, кажете кои се, ќе се гласаат. Но проблемот е да нема подобри кадри од вашите партизирани и тие да бидат одбрани. Тоа е целата работа. Но ако има да се фалите со различни теми,
да имавте, не знам, нов клинички центар, го спомнавте, бил закочен. Зашто е закочен? Распишете тендер, градете го. Од кого е закочен? До вчера се фалевте дека се гради на спотови, сега бил закочен. Апсолутно. Имате постапка, проект направете си, пуштете си, градете си, каде сакате, поддршка ќе добиете. Друга работа. Имате болница во Штип, што ја закочивте. Не се гради. Друга работа. Имате автопати што не ги почнавте. Ветувавте 1000 километри. Све е застанато. Имаме друг проблем, што нема ниту една странска инвестиција во државава. И сега од сите овие теми, што се реални, што се навистина потребни, вие бегате. Вие бегате од мерки за економијата, вие бегате од мерки како да им се помогне на општините за струјата, бегате како на граѓаните и пензиите вчера да им се качат и гласате против. И суштината цела ваша е како да се тргнете од овие сите работи, бидејќи немате што да продуцирате како позитивна вест. И треба да биде тема, нешто што не е. Сте решили да го смените пратеникот Зендели, сменете го, пак ќе си имате партизиран човек. Но ако сакаме нешто добро да направиме во оваа држава, тогаш прави експерти и професионалци, тогаш ќе ги гласаме на таа комисија, не партизирана. Благодарам. Има збор